Почитувани, чест ми е уште еднаш да ви посакам добро утро директно од студиото на К3 телевизија. Го следите утринското издание на емисијата Нов ден. Пред се надевам дека ве наоѓаме во добро и во позитивно расположение. Неколку минути после 9 часот и ред е да отстапиме минути за темата на денот. Денес кај нас во студиото гости се членовите на Сдруженијето на спортско-планинарскиот клуб Козјак. Па, задоволство ми е да ви ги представам ова утро кај нас во студиото. Марко Ангеловски, добро утро. Добро утро. И Андреј Димитриевски, добро утро и за утро. тебе. Се надевам дека не ви беше тешко да станете рано ова утро. Мислам, па и не е многу рано, навикнати сте, се уште ве држи веројатно онаа навика од станување за на оние училишни денови. Да. Ви благодарам што ја прифативте нашата покана да ни бидете гости, па да започнеме со нашиот денешен разговор. Ајде малку подетално да се запознаеме со вас. Марко, почнуваме од тебе. Колку години имаш, каде учиш? 14 години Крсте Петков Мисирков. Так. Андреј? Исто и јас учам во училиштето Крсте Мисирков. Так. Вие сте членови на Сдруженијето на спортско-планинарскиот клуб Козјак од Куманово. Марко, колку време си член? Член сум од 2014 година, се до ден денес и се наоѓам во овој спорт. Так. Андреј? Исто така и јас од 2014 година, значи веќе 4 години сум член на Сдруженијето спортско-планинарски клуб Козјак. Сега, Марко, што е она што те потикна да се вклучиш во планинарење како спорт? Па јас сум љубител на природа и некогаш во денешен ден каде што Так. сите седат внатре, играат телефони, компјутери, убаво е да излезат на прошетка на планина. Так, го препорачуваш топло тоа на сите твои пријатели, како и на сите оние кои што не гледаат. Убав апел. Андреј, ти од колку години почна да се занимаваш со планинарството и што е она што те потикна? Поттик беше тоа што ја сакам планината, природата и богатството што ни ги нуди таа. И исто така причинител за тоа е мојот другар Желко кој е член на ова здружение. Так. И сега, каков беше почетокот? Дали го замислувавте планинарството на вистина како еден таков спорт? Еве, Марко, да слушнеме од тебе. Беше ли интересно, со ентузијазам? Да, јас кога прв пат слегов на планина, мислев некако многу ке е тешко, ке се качуваме по карпи, ке кампуваме нон-стоп, но сега кога се навикнав, супер. Свесен си дека не било толку тешко. Да. Андреј, дали планинарството е еден спорт кој што бара напор, бара тренинзи, или пак едноставно се воодушевуваш на убавините на природата и пријатно ти е Да, искачувањето? пријатно ми се воодушевувам. Прв пат кога отидов ми беше многу тешко, бидејќи ја немав таа кондиција и требаше голем напор, но со текот на времето, како одиме постојано, сега за мене тоа не представува никаков проблем. Одлично. Живеете здраво на некој начин. И сега, за да се биде планинар, пред се нели постојат и некои услови кои што треба таму вие во клубот да ги исполнувате. Дали слушате некои предавања од областа на планинарството? Како започнавте? Што е она што првин треба да го знаете? Ајде, Марко. Јас слушам веќе од 2015 година предавањата се од општ поим планинарство, каде што учиме за живиот свет, маркирање на патеки, поставување на знаци, ориентација и слично. Так, за да се снаоѓате едноставно во Да. просторот. Да додадеш нешто ти, Андреј? Тоа е. Тоа е, значи. Колку членови имате во моментов во клубот? Дали можеби вие сте запознаени со бројката, бидејќи вие сте долгогодишни Да, се разбира. Деца сме, односно помлади членови околу 20, а вкупно има околу 70 активни членови. Так. Колку пати на неделно ниво или како одите таму во тие клубови? Па во зависност од временските услови кои што ја следиме временската прогноза денови наназад и се организираме. И тоа некогаш секоја недела во зависност. Каде се наоѓа во Куманово планинарскиот дом, Марко? Веројатно дека имате некое место на кое што се собирате, на кое што се договарате. Да, тоа се наоѓа на Горички. Так, значи тука е некаде. Добро. Сега вака,
Имате освоено неколку врвови до сега, до вашите тоа е искачувања. Кои се перен, тие? 1326 метри, Китка 1211, Лисец 1756. исто така и врв водно-планинарски дом. Така. Како се договарате? Кој е оној кој што одлучува каде ќе одите, каде ќе се искачувате? Па секоја недела, секој вторник имаме состаноци во нашите простори, каде што разговараме за некои теми и да изгласиме на кое место ќе се оди. Така. Што е она што првен си го помислувате пред да појдете? Дали тоа е како ќе стигнете до конечната цел, односно до некој врв, или пак си помислувате на тоа дали замислувате за оние предизвици кои што ве очекуваат додека се искачувате? На што мислите во тој момент? Размислувам за тоа како ќе биде стазата, бидејќи може да биде лесна, средно тешка и многу тешка, да биде стрмна и слична. И за нас тоа представува задоволство и интересно, не? Така. Еве, кога сме веќе исто кај тоа, мислам дека со вас одат некои дежурни екипи, дали било да се тоа волонтери од Црвен крст на Куманово и сето тоа, колку тие ви помагаат во такви ситуации или пак на вашите пријатели од таму? Па, Значи, ние имаме слушано предавања од Црвен крст, значи предавања од прва помош, исто во нивните простори, а исто така и на планина. Така, што е она на што треба да внимавате, Марко? Да те слушнеме и тебе малку. Што е она на што треба да внимавате? Кога се искачувате, дали тоа е начинот на кој што ќе одите, брзината, темпото, сето тоа веројатно ви е било укажувано на некои предавања. најважно кога одиме на планина, важно е да стигнеме на врвот живи и здрави, да се вратиме дома живи и здрави. Така, еве, тие имаш зацртано целта пред се. Еве, предлагам да направиме една кратка музичка пауза, па ќе се вратиме во студиото за да продолжиме со разговорот. Одиме со музика. Каде и да одиш гледам до тебе и ја знам, а ти толку многу веруваш во себе, а јас одам таму кај што одиш, те чекам да звониш, те чекам да звониш, да бидеш покрај мене, не оди без мене, само не оди без мене, сладка коломбона, не си оди дома, не оди без мене, само не оди без мене, сладка коломбона, не си оди дома.
надеваме дека ви се допадна нашиот музички избор, па рете да продолжиме со разговорот. Се надевам дека и вам ви се допадна нашиот музички избор и дека ви е пријатно во нашето студио. Да, многу е пријатно. Така, да продолжиме понатаму со разговорот. Водич, меѓу останатото е она кое што секогаш го имате со вас. Да, секогаш со нас има водич, тоа е Мартин Величковски. Поздрав за Мартин. Голем поздрав. И тоа е одобрена федерација и тој ни ги дава насоките. Так. Што уште треба да знаете пред да појдете некаде да се искачувате? Да, Марко, освен временската прогноза, што е друго на што обраќате внимание? Да спакуваме ранец, да го погледнеме теренот каков ќе, дали е добро маркиран. Така. И сега, кога сме веќе кај ранецот, би сакала од тебе, Еве, да слушнам. Како се пакува еден ранец? Почни од почеток. Во ранецот најбитно е да имаш повеќе од литар и пол вода, гардероба според временски услови, некоја лесна храна и Исто така тука и вреќата за ноќевање која што ја ставаме надолу, па ја ставаме гардеробата. Значи така се реди. Да, и на крај најгоре ги ја ставаме храната и работата што ќе ни е потребно придвижење. Така, предвижење, веројатно најгоре е храната за да би биде најлесно достапна. Вреќата е онаа која што на крајот од денот ви е потребна. Еве, кога сме веќе и кај тие вреќи, дали имате ноќевано во некои планинарски домови? Да, имаме ноќевано повеќе пати во дом Длобочица, каде што има организирано дводневна акција. Така. Друго нешто да ни додадеш ти, Андреј, во врска со Исто ноќевањето? така имаме покани и од други клубови, како за такви акции, како и ноќни маршеви. Како се дружите со другите клубови? Веројатно ширите пријателства. Како ви е таму, како ве пречекуваат кога се организирате и координирате со останатите? Многу е пријатно и веднаш се зближуваме и со помладите членови, а и со постарите. Така. Дали имате точно дефинирано што е оно од храна што треба да го понесете, освен и ве прецизиравте дека минималниот внес треба да биде литар и половина на вода. Што е она што од лесна храна најчесто го носите или пак е индивидуално, секој носи она што смета дека му личи на својот организм? Зависи, на пример, ако одиме еднодневно, може да имаме и лична храна своја, која што ја за време на движењето. А исто така, ако ноќеваме, треба да понесе нека храна што може да се сготви, која ќе биде повеќе калорична. Така. Колку често организирате некои искачувања? Дали баш често? Често, да, секој викенд и слично. Така. И сега, да зборуваме малку и за патеките. Да слушнам од вас колку вие сте научиле. Освен тоа што треба да бидат добро измаркирани. Андреј, повели ти, што друго правите? Па исто така има и дрвени патокази, значи на кои има натписи до одредена цел, каде што значи го пишува местото, надморска височина и должина на патеката. Исто така за маркација, таа е секогаш круг во црвена и бела боја, и има зимска и летна маркација. И имаме некои слики тука. Нашите гледачи имаат можност да ги видат, па можеме да ги прокоментираме каде се сликани. Вие сте баш на сликите. Да, ние сме, има во Малотино. Така. Ова се од просториите, кога во таа школа, кога полагавме тестови. Полагавте, значи, и тестове? Да. Имавте некој учебник, некој прирачник од кој што можевте да научите или само слушавте предавања? Да. Значи имавте. Како поминавте на тестовите, дали беа тешки прашањата? Не, бидејќи сме запознаени со сето тоа. Така. Кои се оние други услови кои што треба да ги исполнувате за да кренете? Веројатно тука некаде и дисциплината, водичот е тој што ви кажува дека не треба да се одделувате едни од други. Што е она што треба да го запазите? Ајде да им го појасниме тоа на нашите гледачи. Андреј. Треба да, значи, Сите одите заедно, така? Да, одиме заедно, значи оди со нас водичот кој што се грижи за сите нас и тој ни помага. И не треба да се делиме бидејќи подоцна ќе ни биде потешко. Така. Дали некогаш имате малку страф? Не, многу ретко кога одиме на ноќен марш само. Така. Што ќе кажеш, Марко, ти за ноќниот марш? Како ти го доживуваш? Едно твое лично видување.
Ноќниот марш беше за мене најубавото нешто на планина што ми се случило. Многу ми беше интересно на зимски услови, што ми требаше многу кондиција. Така. Марко, освен лична опрема, имате и колективна. Да, Што спаѓа во колективна опрема? па шатори, нешто заедничко и слично така нешто. Така. Сега, во лична опрема, да напоменеме, Па во тука се лична храна, опрема вода. Храна, вода, како и целиот ранец, јакна, гозерица, кабаници и слично. Така. Тоа се носи според Според временските временските услови, да услови. бидат Кога е подготвени. топло, што најчесто облекувате кога е топло? Па, може кратки ракави, но носиме најчесто тренерки. Поради тоа што има разни секти и слични животи. Мора да се запазите и од Да. тоа. Марко, да ни кажеш ти, да издвоиш еден момент или едно искачување во кое што ти беше горд на себе. Што го помниш, еве? Што го издвојуваш од другите? Ајде, подсети се нешто во скоро време или додека да се сетиш, преминуваме на Андреј, ти можеш да размислиш за тоа време. Па, многу беше интересно Бислинска клисура, која што не е многу позната за луѓето од нашиот крај. Значи, тоа е едно преубаво место и сега нашиот клуб, како и другите клубови, работиме на него, го средуваме и слично, бидејќи тоа е преубаво нешто. И патеката која што изодите беше 7 километри и беше тешко. Баш тешко. Се сети? Веројатно да не издвоиш нешто или пак ќе кажеш дека подеднакво сите искачувања ти се драги? Драги се ми сите искачувања, не ги два. Планирате интензивно да продолжите да се занимавате со планинарството и во иднина. Кои се вашите идни планови? Дали имате, ајде Марко, тебе некако помалку те слушавме, дали има некое место кое што би ти сакал, на кое што ти би сакал да ја достигнеш целта? Веројатно дека си размислувал за тоа. Да, сакам највеќе на Солунска глава да одам, сум слушал од некои луѓе за тоа и многу ми се допаѓа местото. Така, Андреј, ти вака амбициозно некако делуваш. Што е, која ќе биде онаа дестинација која што, ете, ти би сакал да ја достигнеш целта? Па има разни местеве, како што рече Марко, Солунска глава и слично, кои што ќе бидат поголеми предизвици за нас. Дали имате некои планови, можеби во иднина или во брзо време, дали разговарате со вашиот водич да го посетите тоа место? Да, сега имаме во план да организираме еднонеделен камп, каде што ќе извршуваме значи работи, сите активности што сме договарале, од теорија, пракса, да изјадам и слично. Така. Дали вршите упис на некои нови членови, дали можеби, ете, заинтересираноста расте меѓу вашите другарчиња во училиштето, во малата и така натаму? Да се разбира, тие не распрашуваат како е, дали може да се запишат, нашиот клуб, значи до сите гледачи е отворен за сите. Ние сме за комуникација, за дружење. Така, значи имате членови од најмала возраст до најстара, ние со вашиот водич Мартин имаме зборувано на таа тема. Добро дечиња, ајде слушаме уште една музика, па ќе се вратиме пак во студиото. Dali gledaš vo mene, čovjek što bi dal baš sve samo za tebe. Pogledni me, gdje go vidiš tvoj odsjaj, moj te oči ne znak, da laža znak. Žena ko ti što zna da
sretna, ti me lečiš kako pesna, ne me ostavaj sam. Nasmevni se, kako melem si za duša, sakam se koji den da slušam, vidi do mene. Žena ko ti što znaje da me ljubi, žena ko ti sakam da me budi, kada li beše do svega ti. Žena ko ti što znaje da me ljubi, sakam da me budi, sakam da me ljubi, žena ko ti, žena ko ti. Žena ko ti što znaje da me ljubi, žena ko ti sakam da me budi, kada li beše do svega ti. Žena ko ti što znaje da me ljubi, sakam da me budi, sakam da me ljubi, žena ko ti, žena ko ti. Еве сме повторно назад, па да продолжиме со разговорот. Марко Ангеловски, посетувате и некои обуки. Зашто организирате обуки? Па има летна и зимска обука, маркации и чување на објекти. Така, чување, веројатно мислиш на оние планинарски објекти. Да. На што би ставила акцент тука? Како вие се однесувате кон тие планинарски домови? Во планинарскиот дом се чувствувам како дома, има кујна, дневна, спална, само нема храна. Така. И мислам дека имате уште една обука, а таа беше за растителниот и... Свет. Така, и животинскиот Животинскиот свет, свет. меѓу останатото. Хајде, Андреј, ти вака малку повеќе зборуваш да ги прокоментираме овие обуки. Како ти ги гледаш? Сега за викенд имаме организирано да одиме во планинарски дом Длбочица, каде што ќе го средуваме планинарскиот дом. И бидејќи Ќе го чистите, ќе се трудите сите околу него. Тоа е ваш втор дом, деца, на некој Да, начин, бидејќи таму се чувствуваме како дома. Така. Сега, дружиме. не одамна, како да кажам, не одамна Мартини беше, мислам, кај нас во студиото, се одржа и светскиот ден на планината, а вие ја посетивте Матка. Вашите Да. импресии од таму? Па супер беше, се забавувавме, шетавме. Што имавте организирано за тој ден? Па Каде Гра- седевте? Дали имавте некој ручек организиран? седевме во еден ресторан, имавме организирано ручек, гравче, тавче. Така, специјалитетот, значи традиционално македонско јадење. Да. Каква е Матка? А, Од ваша гледна точка. Како ти се допаѓа Матка? Па кога стапнав на Матка, се чувствував како да сум во некој друг свет, се воодушевив од Да, погледот. прекрасно е, и бидејќи имаше многу луѓе, имаше луѓе од планинари од цела Македонија и сите се дружевме. Така. Кога би можеле да издвоите некои ваши идни планови, кои би биле тоа? Па исто така ние значи со Лесковац и со Кукавица, планинарските друштва сме во контакт и има планови со нашите водичи да одиме заедно. Така. Што е она друго што го посетивте наодамна последниот период? Ајде да слушнеме уште некоја информација, да ги се познаеме гледачите повеќе со тоа каква е вашата организација, што посетувате, да прокоментирајте ни некое место. Исто така бевме и на Водно, каде што беше прекрасно и таму го посетивме и планинарскиот дом на Врват. Така. Кога зборуваме за обуките, Андреј, за растителниот и животинскиот свет, што е она на што треба да се стави акцент? Како треба да се однесуваме спрема растителниот и животинскиот свет? Па
Треба добро да се однесуваме, например, да не се уништуваат растенијата и да не ги плашиме животните, бидејќи планината е нивниот дом. Така. Кој ги врши тие обуки? Кој е задолжен за тоа? Нашиот водич Мартин Величковски. Така. Дали учите доста од него? Да, се разбира. Планирате интензивно да продолжите и понатаму да се занимавате со планинарството? Ете, веќе рековте дека Солунска глава е онаа следна дестинација која што вие би сакале да ја освоите како планинари. Веројатно ќе живеете еден здрав живот, ќе имате еден ведар дух. Какво е дружењето помеѓу вас? Дали ги почитувате оние постари планинари од вас? Што учите од нив? Уште тоа да слушнеме? Учиме како да се однесуваме на планина, да не паничиме кога нешто лошо ќе се случи. Да се случи, така. Да се снадеме за ориентација кога некое животно ќе ни дојде, да знаеме како да се одбраниме или да го исплашиме. Така. Андреј, кога сме веќе кај животните, мислам дека сакаш да кажеш нешто. Ви се случувало ли некогаш еве да излезе некое животно пред вас или како ве учат таму? Како треба да се одбраните? За сега не, но ние имаме штеки кои што ни помагаат при движење и ти исто така ни помагаат и при одбрана на змиите кои што при удирање со таа штека тие бегат. Се случувало ли некогаш да излезете тоа животно пред вас? Јас не сум сретна до сега. Так. Значи дека природата ве сака. Вие убаво се однесувате кон неа и таа така вам ви враќа. Добро деца, ви благодарам што денеска бевте гости во утринското издание на Нов ден. Се надевам дека ќе се гледаме повторно во иднина и ќе ни доведете уште некои членови, па еве ќе донесете и еден ранец тука ќе покажете вака на дело како се спрема еден ранец, што е онаа друга колективна опрема, еве тие штеки, мислам дека рековте дека се викаат, како изгледа тоа за сите оние кои што не виделе. И дали можеби имате некоја порака за нашите гледачи за крај на оваа емисија? Па на сите им препорачуваме и на децата од наша возраст, а и на постарите, значи слободно може да ни се приклучат во нашиот клуб. Така. Дали би сакале да поздравите некого, Марко? Поздрав до сите планинари во Куманово, поздрав до водичот Мартин и до председателот на клубот. И до сите оние кои што ве гледаат. Да. И до вашите дома, кои веројатно се горди на вас во овој момент. Ви благодарам. Благодарам и вас. Почитувани гледачи, тоа беше се за денешното издание на Нов ден. Имајте убав ден, пријатно расположение и следна средба ви закажувам утре со почеток во 8 часот. До тогаш останете со нашата програма.